Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Трифун и светите маченици Перпетуа, Фелицита, Сатир и други со нив. Светиот маченик Трифун роден е во селото Кампсада во Фригија од сиромашни родители. Во детството чувал гуски и уште од детството врз него била благодатта Божја, та можел да им ги исцелува болестите на луѓето и на стоката и да изгонува лоши духови. Во тоа време со Римското царство владеел царот Гордијан, чија ќерка Гордијана се симнала од умот и со тоа својот татко го фрлила во голема жалост. Сите лекари не можеле на безумната Гордијана ништо да й помогнат. Тогаш лошиот дух од безумната девојка проговорил и рекол дека него никој не може да го истера освен Трифун. По многуте Трифуни од царството и овој млад Трифун бил повикан по Божјата промисла. Тој бил доведен во Рим каде што ја исцелил царската ќерка. Царот му подарил многу дарови, а светиот Трифун при враќањето сите им ги разделил на сиромасите. Во своето село, ова свето момче продолжило да чува гуски и да му се моли на Бога. Кога се зацарил Христоборниот деки, светиот Трифун бил тормозен и остро мачен за Христа, но тој ги поднел сите мачења со голема радост говорејќи: "О, кога би можел да се удостојам со оган и маки да завршам за името на Исуса Христа, мојот Господ и Бог." Сите маки ништо не му наштетиле и мачителите најпосле го осудиле на исекување со меч. Пред смртта светиот Трифун му се помолил на Бога и му ја предал својата душа на својот Создател во 250-та година.
Светите маченици, Перпетуа, Фелицита, Сатир и други со нив. Во времето на царот Септимий Север сите биле фрлени во затвор како христијани. Света Перпетуа била од благороден род. Таа ги храбрела сите останати затвореници во самицата да не се плашат да пострадаат за Христа. Во сон Перпетуа видела скала од земјата до небото, сета наредена со остри ножеви, мечеви, копија, јадици, клинци и со други смртоносни оружја. А на дното на скалата лежела страшна змија. И видела како Сатир прв издрчал по скалата до врвот неповреден, па од врвот и викнал на Перпетуа: Перпетуа, те чекам, ајде, но варди се од змијата. Охрабрена со тоа, Перпетуа и застанала на главата на змијата, како на прво скалило, па со ред брзо истрчала до врвот. Кога се искачила до врвот, влегла во небесата, ги видела прекрасните дворови небесни и била мощна радосна. Кога го раскажала својот сон, сите затвореници протолкувале дека им предстои скорешна смрт, и тоа прво на Сатир. Тоа брзо и се остварило. Прв бил убиен Сатир, па Перпетуа, па останатите со ред. Како јагниња исклани за Христа, јагнето Божјо, тие од Христа примиле вечна награда во царството на светлината. Пострадале сите за Христа во 202 и 203 година. Достойно est